Дождот ги запра активностите на терен за чистење на сметот во главниот град. Кандидатите за градоначалници дождливиот ден го користат за други активности поврзани со кампањата. Во меѓувреме нема детали што пронајдоа истражителите во просториите на комунална и град Скопје и дале е откриено кривичното дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Дождот во Скопје предизвикува и други проблеми со преплавување на улиците и булеварите. Сливниците како да немаат капацитет за да ја соберат количината на дождот. Ова е сликата во главниот град. Од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје информираа дека секојдневно дежурните екипи се на терен за чистење на шахтите и сливниците. По најавите од УХМР, тие и денеска спроведуваат активности на критичните точки каде се собира повеќе вода. На дежурниот телефон во текот на денешниот ден немаат примено поплаки од граѓаните. Македонија ја зафати моќен циклон кој се движи од Женова. Според прогнозите се очекува уште позасилен дожд пропратен со силни ветрови кои ќе достигнат јачина и до 90 км/час и во текот на утрешниот ден. Најобилните дождови се очекуваат во западните предели, каде локално ќе наврнат околу 30 литри дожд на метар квадратен. Најмногу дожд наврна на Попова шапка, 45 литри на метар квадратен, во Полошкиот регион околу 26 литри на метар квадратен дожд, во Скопје на Зајчевлице наврнати 14 литри, а во Скопје Петровец 10 литри. Денес ќе се задржи до крајот на денот и во текот на ноќта облачно време со врнежи од дожд. Овој влажен бран ќе продолжи во текот на утрешниот ден во предпладневните часови. Имаме и утре предпладне облачно време со врнежи од дожд на места пообилни и поројни. Веќе во попладневните часови врнежите ќе престанат. Од СУК до попладневот добиле само една пријава од Тетовско. До сега само една пријава има и тоа во Тетовско е поплавено една куќа. Други пријави до овој момент немаме. Апел до сите граѓани, ако има поплави негде, да се пријават во бројот 112 и од тука ние ќе ги координираме после сите надлежни институции за да нема повеќе штети или човечки жртви. Стабилизација на дождот се очекува од среда, но ќе настапат пониски температури. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.